Добро, почитувани новинари, би сакал да ве известам. Пред неколку дена примивме предлог од страна на владиниот тим по однос на законот за обвинителство. По кој знае кој пат забележавме дека СДСМ го менува предходниот предлог кој што го дадоа пред еден месец и по кој знае кој пат забележавме дека го менуваат и оној предлог кој што премиерот Заев го даде како мандатар, кога предлагаше дека опозицијата ќе го номинира главниот државен обвинител. Како и да е, одговоривме на писмен начин на предлогот на владиниот тим за преговори и го доставивме денес. Очекуваме во следниве ден-два владиниот тим да има можност да го разгледа, а до крајот на работнава недела, може би четврток или петок, да имаме и повторно средба, доколку одговара за владината страна за преговори. Накратко би кажал во што се состои предлогот на ВМРО-ДПМН по однос на предлог законот за обвинителство. Прво, сметаме дека е веќе доволно од изнаоѓање на нови хибридни решенија, како што беше она што го предложи господинот Заев, да се подели обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција на два дела, со што едното обвинителство би било за висока корупција. Ние сметаме дека досегашниот стандарден модел треба да се задржи, да остане обвинителството за гонење на криминал и висока корупција како единствено, неподелено обвинителство, да нема нови хибридни решенија, а самото превземање од страна на ова обвинителство на надлежностите на досегашното специјално јавно обвинителство, доколку се донесе закон за истото, да вклучат и методологија за избор на новиот обвинител за организиран криминал, при што опозицијата, собранието и комисијата за избор и именувања ќе имаат битна улога. По однос на самиот избор, предлагаме методологија која што ќе даде сигурност дека нема власта да го има последниот збор и да избере владино подобен обвинител од типот на господјата Русковска. Туку опозицијата предлага од оние кои што ќе конкурираат за тоа обвинителство една личност. Доколку тој предлог не помине, се повторува постапката уште еднаш. Доколку теоретски тој предлог не помине, тогаш опозицијата и владеачкото мнозинство имаат можност заеднички да предложат личност до Советот на јавни обвинители. Доколку и тоа не се случи, тогаш опозицијата го задржува правото да предложи тројца кандидати до Советот за јавни обвинители, кој што ќе одлучи, согласно високите стандарди во законот, кој од нив би бил избран за обвинител за организиран криминал и корупција. И следната разлика која што ја имаме во однос на предлогот од страна на владата е дека за оваа позиција сметаме, освен од обвинителската фела, би можеле да бидат номинирани компетентни лица и од академската сфера кои што имаат соодветно искуство во кривично-правната материја. Мислиме пред се на професори. Генерално тоа се оние, да речам, клучни поенти од нашиот предлог кој што го доставуваме до владиниот тим и врз основа на кој очекуваме во следните денови, откако ќе го разгледаат, да имаме можност да размениме мислења и аргументи. Повелете доколку има прашање. Ние сметаме дека е несоодветен предлогот на премиерот Заев, кој што сака да има законска клаузула дека новоизбраните обвинителства или обвинители ќе може да се занимаваат само со ново случени предмети. Ако вие доделувате надлежност и таа надлежност е суштинска на одредено обвинителство, тогаш согласно надлежноста обвинителството може да води и нови и тековни предмети по однос на таа материја. И во владиниот предлог да не се занимава новото
фузионирано, би рекол, обвинителство за организиран криминал и корупција со претходни предмети, гледаме скриен трик за истото обвинителство или други обвинители да немаат можност да се занимаваат со веќе отворениот предмет рекет, каде што забележуваме дека господинот Заев има посебни лични интереси, согласно неговата изјава, и ја координира на одреден начин и одбраната на осомничените во овој предмет. Да. За пооднос на вработените мислиме дека има соодветни веќе постоечки закони кои што го регулираат нивното право на работен однос, се разбира на оние кои што имаат вклучено работен однос на неопределено време. Не знам колку се на број, бидејќи многу скржаво и Министерството за правда се однесува кон податоците за СЈ, кријат официјални податоци од нас како преговарачки тим, но тие кои што имале работен однос на неопределено работно време, согласно Законот за работни односи и правилата кои што се применуваат преку Министерството за информатичко општество и администрација, може да бидат на трансфер листа и согласно тоа да бидат превземени во институции кои што имаат потреба од таков соодветен кадар. Другите превземени истражители од други институции, во СЈ има во моментов истражители превземени од Управа за јавни приходи, Министерство за внатрешни работи и други установи. Тие со моментот на престанување на постоење на ово обвинителство се враќаат на работниот однос кој што им претходно им бил подпишан и во мирување, а самите обвинители или помошници обвинители на господјата Катица Јанева исто имаат своји работни места во мирување и би требало да проложат на тие работни места, така што нема потреба дополнително со други норми да се регулираат нечии права од работен однос кои што се веќе регулирани со постоечки закони. Но гледаме дека на министерката Десковска и премиерот Заев особено им се битни овие помошници обвинители и делот вработените на определено работно време, што нам ни дава некој логички заклучок дека станува збор на вистина и за лична и партиска блискост, штом толку премиерот се залага за овие луѓе да бидат на некој начин повластени по однос на идниот нивен работен ангажман во некоја битна институција. Во однос на предметите кои што ги работеше СЈ, сметаме дека истите треба да си имаат своја судска разрешница. Исто така сметаме дека важечкиот закон за СЈ, кој што се уште постои и важи до 15 септември 2020 година, треба да се почитува, освен доколку истиот не биде изменет или поништен со друг закон за кој што разговараме. Во моментот додека важи тој закон, треба истиот да се почитува и ние стоиме на ставот дека писмената наредба од притвор на осомничената Катица Јанева, која што според законот за обвинителство, ако е во притвор, би требало да е оддалечена од работно место, е правно невалидна. Но доколку обвинителот Јовески цени дека тој има специјално право да го толкува законот, слободно нека ја превзема одговорност и нека работи по своја. Временските рокови се кратки и дури евентуално речено теоретски, доколку сите механизми кои што ги споменав од првиот до последниот би биле неусогласени или искористени, не би се изгубило повеќе од 35 дена за да се избере нов обвинител на обвинителството за борба против организиран криминал и корупција. Гледавме да се оди на максимално кратки рокови и по однос на расправите внатре во Комисијата за избор и именување во собрание и по однос на самото одлучување во Советот на јавни обвинители или повторување на постапките.
Овие одат како текст не се предложени како амандмани, затоа што самиот владин предлог кој што го примивме пред 3 дена е надвор од концептот кој што го застапува самата влада во предлог законот за обвинителство. Затоа малку станува нејасно кој е вистинскиот приоритет на владата, затоа што предложија еден закон со еден концепт и постоечко стандардно обвинителство за борба против корупција и организиран криминал, сега нам писмено ни предлагаат друг концепт кој што не е присутен во нивните членови во предлог законот. Моето лично мислење е дека господинот Заев игра на картата купување на време. Не е спремен за брз договор кој што би имал ефикасна и брза имплементација, особено не е спремен да изгуби доминација во главните обвинителства пред следните парламентарни избори и особено не за случајот Рекет, затоа што е лично загрижен за своји блиски соработници. Законските нормативи го имаат тоа регулирано. Тука е членот 22 од Законот за СЈО, кој што определува рокови за покренување на обвинителни акти, но тоа не значи дека сегашното државно обвинителство по допрен глас не би можело на истата тема на која што Катица Јанева заради рекетирањето не успеала да поднесе обвинителен акт, по допрен глас да отвори нова постапка и да спроведе истрага од овластен тужител.